Поздрав, драги гледачи. Вечерашниот гостин Александар Богоевски е наш соговорник и ќе прозборуваме малце за туризмот во Македонија. Мислам дека такви разговори никогаш доста, бидејќи има многу што да се каже и да едноставно се напомене дека Македонија може да живее од туризам, барем по моje мислење. Ја би те замолила да ни се представиш и кажеш неколку збора за себе и како тоа почна да се занимаваш со туризм. Добро вечер, Гордана. Благодарам и за поканата и благодарам на тебе вистинска за поканата. Како што спомнавте и самата, на вистина е малку се зборува за туризмот, а државата може да живее и според мене можеме да живееме од туризмот. Значи, да се представам, јас сум Александар Богоевски, долгогодишен работник во областа на туризмот. Завршив туризам на факултетот за туризам и угостителство во Охрид, Универзитетот Климент Охридски од Битола. И покрај тоа што завршив факултет, целиот живот имав пасија да работам во областа на туризмот, а мислам дека пред се таа пасија се роди поради фамилиарната куќа која што имаме во населбата Елешец во Охрид, и покрај тоа што не сме од Охрид, имаме фамилиарна куќа и таму престојував најголем дел од летото. И тука ги стекнав, мислам дека првите контакти со што е тоа да си туристички работник, како треба да се поставиш, што очекуваат странците кои ќе дојдат во твојата земја. И ете да речеме, љубовта кон туризмот се роди преку моите летни одмори и престои во Охрид. Јас цел живот велам ќе се преселам во Охрид, па никако да дојде до тоа. За мене Охрид навистина е едно прекрасно место каде што е самата вода те смирува едноставно и животот е мирен на некој начин. Кажи ми како започна со туризмот, во кои области се втурна едноставно? Па ете да речеме, првите почетоци беа со тоа што ете доаѓаат туристи покрај езерото, па ќе те прашаат каде е ова, па тоа прирасна во, да речеме, во познававме, бидејќи тука доаѓавме секое лето, ги познававме и дивите плажи, како да се стигне до нив, тие што се наоѓаат позади градиште, кампот. И едноставно туристите по една таква екскурзија, да речеме неформална, бидејќи се уште бевме млади, 16-17 години, беа воодушевени од сето тоа, а и ние како локална група, да речеме, другари кои што имаме куќи во населбите, бевме фасцинирани од тоа како сме го пренеле тоа искуство и како туристите се заминале со еден прекрасен впечаток од Охрид. Потоа, да речеме, ете патот ми наложи да се запишам, животниот пат и љубовта кон туризмот ми наложи да се запишам на факултетот за туризам, а подоцна и да почнам и да работам во областа на туризмот. Прво се уште како студент во Скијатос, како маркетинг промотер за еден поголем резорт, па потоа таму на Кајманските острови, како промотер на поголема компанија и потоа да завршам да се вратам повторно во Македонија, 6 години директор на хотелот Пела во Свети Стефан, потоа најразлични проекти работев, дел како соработник на проектни координатори, поддржани од странски донатори, и дел од кариерата беше во Негорски бањи, во Гевгелија, каде што останав скоро 2 години, и потоа во град Скопје во секторот за локален економски развој со највеќе ингеренции преку одделението за туризам и угостителство. Да. Кажи ми, немаме зборувано твоето искуство со Негорски бањи. Мислам дека ние имаме добри бањи во однос на тоа колку е нивната лековитост и местата кај што се наоѓаат, меѓутоа дека не се на соодветно ниво. Токму така, Гордана, значи многу убаво сте констатирале. За жал, немаме посериозен пристап. Имаме стратегии, во многу стратегии се спомнуваат бањите и дека треба да се учествував и јас на некои стратегии кои останаа на папир, суштина. Точно така. Значи, бањите во Словенија
допринесуваат со 23% од годишните ноќевања што се остваруваат во туризмот. За да дојдеме ние до едно такво ниво, потребно е бањите од рехабилитацијски центри да се не пополека, дури веќе и доцниме малце побрзо да се пренасочат кон рекреативни центри. Значи сепак бидејќи треба да се задржи оној дел што го викаме, значи општествената корист за граѓаните која што ја даваат бањите, тоа лековит тој рехабилитацијски дел треба да постои. Меѓутоа треба да се осврне внимание и државата да им го олесни патот на бањите да станат и центри за рекреација. Значи да им дозволи да се прошират со базените, да се направат капацитети кои што ќе бидат малце посовремени и на еден начин да се направи убава понуда за бањскиот туризам во Македонија и потоа истата да се испромовира. Моментално има 4 бањи кои што претежно работат како центри за рехабилитација, меѓутоа постојат 8 бањи кои што заедно со овие 4 може да се реставрираат, репарираат и да бидат многу атрактивни за тој. Што е проблемот да тоа не се? Па мислам дека самиот кажуваш дека има стратегии, дека има некои состаноци во кои се гледа дека е тоа проблем, меѓутоа не се решава. Да речеме сега не без да кудиме некого, мислам дека оние кои што се да речеме носачи на одлуки во државата на најразлични високи позиции, владини министерства, агенции, треба да обрнат многу повеќе внимание на начинот на што ќе се постигне доколку овие бањи станат пред се рекреативни центри, но сепак и да го задржат оној рехабилитацијски дел кој што се уште постои таму. Значи, дел од проблемот го гледам во да речеме, во националната стратегија и прифаќање на сите активности кои што се предлагаат со стратегиите, а од друга страна, да речеме, моето искуство до сегашно е дека сопствениците на бањите се спремни да го направат чекор. Се чувствувам многу жално кога доаѓам до констатација дека едноставно се може, а се не иќе. Македонија може, јас мислам, секоја точка да се направи туристички потенцијал, ние го немаме тој осет дека Македонија може да живее од туризам. Зошто е тоа така и зошто не можеме да мрднеме од ова ниво на кое сме, да едноставно оваа земја ја направиме туристичка мека? Значи, токму така, многу луѓе викаат, па вие имате прекрасна природа. Претежно, значи, посетителите, странските туристи кои ќе дојдат, ќе кажат колку убава природа, колку убави планини, природни езера. Значи, покрај тоа што не излегуваме на море, голем дел од туристите се фасцинирани кога ќе дојдат во Македонија. Сега, како да стигнеме овие, да имаме повеќе поголем број туристи кои што ќе доаѓаат. Јас мислам дека во оваа фаза недостасува логистика за да примиме голем број туристи. Често ги спомнуваме планините и тој, да речеме, активен туризам кој што е се по-атрактивен и поатрактивен за сите посетители како животен стил. Значи, туристичките насоки современи се дека треба да имате активен туризам, active vacation и unique experience и уникатно искуство кога ќе дојдете на одредена дестинација. Македонија од тој аспект има што да понуди географски, меѓутоа логистички. Дали ние имаме капацитет, дали имаме доволно планинарски водичи, дали имаме доволно лиценцирани водичи за специфични тури, зимски качувања на одредени врвови, најразлични тури кои што траат по еден месец. Има планинарски тури кои што траат по повеќе од еден месец. Еве сега од скоро има нова тура кој што се ја привршува Македонската планинарска федерација, се вика Бесконечна, бидејќи во форма на знакот бесконечно,
и се движи по сртовите на неколку планински масиви во Македонија, што е многу атрактивна и да не шпекулирам се со километрите, меѓутоа мислам дека е повеќе од 700 километри планинарската тура. Верувале или не, ова можеби звучи како и па кој би одел сега да планинари 800 километри за време на годишниот одмор, меѓутоа голем дел од туристите го препознаваат тоа како квалитет и како уникатно искуство и како активен одмор и се впуштаат во вакви авантури. Но, уште еднаш кога ќе се навратиме на прашањето, треба да имаме логистика која ќе понуди водичи за вакви тури. Се уште сега има мали поместувања за службите за помош, меѓутоа не е на она ниво на кое што мислам дека треба да биде. Во контекст на истото прашање, значи би се надоврзал и со се поатрактивните аџилачки тури, кои што се дел од тој активен туризам. И ете имаше еден проект интересен од една невладина организација која што ја промовираше аџилачката тура рута Мајка Тереза, која што почнува од местото на куќата каде што е родена Мајка Тереза, па преку планината Скопска Црна Гора, се до Косово во манастирот каде што таа се замонашила. И тоа е интересна исто тура која што ете многу љубители од многу туристи од Азија се интересираат за такви тури. Ете на некој начин требаме да почнеме повеќе да ги промовираме овие рути. Може би ете и на локално ниво да се одвива некоја поинтензивна кампања за промоција на ваквите пакети, бидејќи се дел од културата и се дел од онаа понуда за активен туризам и уникатно искуство. Кога сме веќе кај тоа, Македонија има 150 водопади. Има прекрасни кањони, има реки на кои, не знам колку знаете, мушичарењето запишано е во книги дека потекнува од Македонија. Можност да се викнат луѓе кои едноставно тоа ќе го искусат како нешто што е од овдека. Дали во Македонија и во нашата туристичка фела има екипа на луѓе кои едноставно ќе се бават со осмислување на таквите понуди и да се стапи со туроператори кои би биле заинтересирани, бидејќи туроператорите секогаш имаат некои своји помали интереси или поголеми во однос на тоа што нивните луѓе сакаат да видат. Одлично прашање, ете и ова е дел од тој да речеме активен туризам, значи да одите и да се занимавате со мушичарење или со било каков спортски риболов, значи ќе потенцирам спортски риболов. Овој дел од турите мислам дека е оставен на самите предприемачи во државата кои што треба да го детектираат како потенцијал за туризам и веќе има неколку вакви тури на Охридското езеро, се бројат на прстите од едната рака, каде што луѓе виделе потенцијал во ова, меѓутоа има во време на пандемијата има мал застој и имаше мал застој поради концесијата за рибниот ревир на Охридското езеро, бидејќи немаше концесионер. Меѓутоа интересот беше голем кога функционира и туристите се заинтересирани за вакви тури и се спремни да платат од 50 до 200 евра за една ваква 4-часовна тура. Значи, да, постои огромен потенцијал, меѓутоа самите граѓани кои што живеат поради некоја река, покрај некоја река или покрај езеро кое што има капацитет за риболов, треба да го видат тоа како потенцијална тура и да вложат. И се да биде според законот, бидејќи треба да се обезбедат карти за риболов, риболовот треба да биде спортски, треба да се внимава колкава величина се рибите кои што ќе се уловат, дали смеа да се задржат, колку смеа да се задржат, кои треба да се вратат во реката и така натаму. Јас сум горд, посебно горд на
активностите што ги имавме во град Скопје, бидејќи ги порибувавме реките Вардар и Треска. И ги порибувавме езерцата во градскиот парк. И се сеќавам дека во 2020 година, после 2 или 3 порибувања, секако порибува и предходно раководителите кои што беа и вработените во град Скопје, се случи еден феномен да има буквално целото дно за време на мрестот да биде покриено од пастрмки, кај во непосредна близина на кајакарскиот мост кај реката Треска, што беше стварно спектакуларно за гледање. Имаме и видео снимка од сето тоа и еден момент кој што на вистина ме направи многу драг и уште нешто да се надоврзам на ова. Значи, постои локално население кое што мора да се едуцира за ова. Дефинитивно. Може би не е благородно да кажам мора, меѓутоа треба да се настојува, да се едуцира дека рибата која што ќе се улови на див начин, односно како рибократци што ќе уловат, ќе им донесе многу помалце приход отколку таа што ќе му дозволат на некој турист да ја улови како спортски риболов и да ја врати повторно назад. Имам видено неколку комбиња со странски регистрации покрај реката Треска како спортски рибарат и фаќаат пастрмки. И тоа на вистина ме прави посебно горд, бидејќи тие активности успеале. Сепак недостасува поголема кампања и поголема активност за да се испромовираат овој тип на тури. Мене пак ќе кажам, ми е несватливо да потенцијалот кој го имаме за Македонија да биде туристичка земја и да живее буквално од туризмот, не се согледува кај релевантните органи кои би можеле тоа на некој начин да го потикнат да едноставно се направи стратегија во која ќе се знае точно кој и што треба да работи и како треба да се соработува. Мене лично од моје искуство во работењето во туризмот ми фали соработка. Некако не сме туристичкиот потенцијал не е сврзан со работење и соработување во интерес на сите. Истото го имаат како впечаток и странските инвеститори кои што се со цел да инвестираат во туризмот во Македонија. Значи, тие викаат, па чекајте, каде треба да се обраќаме сега кога сакаме нешто да направиме? Кои се правите податоци? Каде треба, дали во агенцијата, дали во министерствата, дали во преку Завод за статистика. Јас би рекол, за да имаме успешен развој на туризмот во Македонија, неопходна е координација и неопходно е носителите на одлуки, значи оние кои што се носителите, значи министрите, градоначалниците да имаат сенс за туризам. Значи, ако тие немаат сенс, туризмот за нив ќе представува сега што ќе добиеме ние од туризмот. Доколку имаат сенс, се менува целата слика. Целата институција се насочува кон да речеме развој на туристичката понуда. Неопходно е да се направат некои технички измени, јас би ги нарекол, со помош на современите достигнувања. За жал, во Македонија туристичката такса, кој што не го гледаме приходот од туристичката такса. Туристичката такса ни кажува колку луѓе ноќевале во Македонија. Тоа ни е поважно. Колку се пријавени ноќевања. Да, колку се пријавени. Значи, доколку имаме современи системи за броење на туристичката такса во реално време, како што да речеме имаат Хрватска и Словенија, и визитори, и iPass се вика, кога вие би имале еден таков систем во реално време, вечерва да знаете колку туристи ноќевале во Ресен, ноќевале во Галичник за време на Галичката свадба, тогаш ќе знаете точно кој настан каков туристички импакт има. Значи, има слух,
сакаме да го направиме тоа, ете и како член во Сдруженијето за туризмот и угостителството при Стопанска комора, значи настојуваме да се превземат овие активности кои што многу ќе допринесат за промоција на Македонија во туристичката понуда во Македонија. Сепак огромна е промената која што треба да се направи за една ваква алатка. Таа бара дисциплина од страна на чинителите на туристичката понуда, бара законски измени, бара координација и се уште мислам дека е, да речеме, голем залог кој што никој не се нафатил да го реализира. Токму тоа е она што некако стагнираме, постојано зборуваме дека имаме шанси, ама тие шанси ни бегаат од рака. Нешто што мене исто така ми пречи е тие стратегии кои се прават од време на време, не се контролирани во однос на тоа што е спроведено од тоа што е таму наведено и каде ни е грешката па да ја исправиме или да направиме нешто повеќе од тоа. Не се инвестира во приоди до туристичките места, не се инвестира во пропаганда и материјал кој вие ќе дојдете во Скопје како странец, немате никаде можност да земете некој проспект, мада сега да речеме овие нови технологии може да бидат нешто што ќе ве упатат, меѓутоа не се контролирани тие информации. Едноставно секој може да напише секаква информација и да тоа го направи. Од друга страна, управувањето на местата, мене ми е болна точка матка. Ова што се случува со неа е недопустиво. Да вие имате приватни лица кои држат клjuč од пештера и ве внесуваат во неа и од тоа државата нема никаков бенефит, да не кажам ни туризмот. Ние немаме евиденција колку плегле внатре, дали е тоа премногу, премалце, дали таа пештера ќе биде уништена за догледно време ако не се користи онака како треба. Зборувам како пример. Тоа е веројатно можно да се каже за многу релации и многу места кои едноставно би требале да имаат некоја контрола и некој да прати како тоа се одвива и дали иде по правилен пат и да нешто се исправи или се додаде. Кажи ми твоето искуство со странците, како тоа го доживуваат. За мене ова што го зборувам е, буквално сме ни текнало да правиме туризам, па ајде нешто ќе правиме и така. Немаме контрола, немаме увид, немаме систематски да тоа биде на европски начин направено и не можеме ни да кажеме дека имаме туризам. Вака би се навратил и на првиот дел од вашиот коментар во врска со стратегиите. За жал, помеѓу 20 и 30% од активностите од една стратегија се реализираат. При правење на секоја нова стратегија, дел е и ревизија на што се случило со активностите од старата стратегија. И навистина е жално дека реализираме по 20 до 30% во рок од 4 години од она што е предвидено. И тоа зборуваме на секое ниво, дали на државно или на локално ниво, за барем за оние општини и агенции, министерства кои што изведуваат стратегии и потоа ги реализираат. Исто така би спомнал во врска со промотивните материјали, треба пополека како, да речеме, како алка на тој одржлив туризам и тој екотуризам, што повеќе да се вртиме кон тој, да речеме, онлайн промотивни активности, но сепак треба да имаме и да фатиш брошура. Значи има и луѓе кои што не се многу вични со телефоните, а сепак се активни и сакаат да патуваат. И доживувањето е поинаку. И доживувањето, ќе донесе и кога ќе донесеш дома и знаеш дека си бил таму и ти буди некаков спомен. Почнува муабетот со комшиите, со пријателите, тоа е потенцијал на нови гости. Сега доаѓаме до делот за пештерите и еве да речеме конкретно го спомнавме Матка. Се направи зонирањето на Матка, значи тоа го правеше, мислам дека UNDP го правеше.
во една пообемна студија, каде што матка се подели во неколку зони, каде што имаме и зона со пештери. Еве да речеме најатрактивната пештера е Врело, која што сите ја знаеме и најголем број од туристите ја посетуваат. Меѓутоа во функција е уште една пештера во непосредна близина, значи ако малце сакате да пропешачите, убава пештерата убава е ставена во функција, но како што викате треба да имате клjuč. Или некој да се најавите, да речеме ден или два, и тоа не ви гарантира некој да го пушти агрегатот за да може да се запалат лед светулките внатре. И тоа е исто, немаме никаков ред, можеби треба, бидејќи се во надлежност на градот Скопје, овие пештери, односно целиот комплекс Матка, треба можеби да се дадат повторно на некое спелеолошко здружение да стопанисува со истите. Кога ќе кажам, ќе се осврнам на тој активен туризам и тоа уникатно искуство со спелеолошкото друштво за нуркање, не се сеќавам сега точно, мислам дека и тие да се вика пеони, не е толку важно. Сакам да кажам дека дури и подводната пештера Врело може со мала интервенција да се оспособи да биде пристапна за нуркачи кои што имаат лиценца. Значи не да биде тоа спектакуларно влегување за рушење на некаков рекорд, туку да биде влегување до првата голема сала во подводната пештера, каде што лиценцирани нуркачи ќе можат да си го дозволат тоа искуство. И ете да речеме и таква една понуда да има во рамки на градот, каде што луѓето кои што ќе дојдат, кои што се нуркачи, ќе кажат јас бев во Скопје, бев во прекрасниот предел Матка, во кањонот Матка и нуркав во пештера и стигнав до првата хала. Мислам дека е околу 150-60 метри нуркање и не се оди многу длабоко и е пристапно со водичи. Како туристите го доживуваат сето ова што се случува на Матка, тие се уште доаѓаат, на нив им е интересно. Меѓутоа, треба да имаме систем на водичи, треба да имаме систем на што смее да се прави, што не смее и најважно треба да имаме систем за безбедност и што при ситуација на повреда. Значи, каде ќе треба да се јави, кој ќе дојде прв, како ќе се пристапи и така натаму. Некако се она што го имаме и што треба да го понудиме на туристот, а туристот сака да доживее нешто ново, немаме, како да го кажам, градација или начин како да тоа го спроведеме и да туристите се вратат задоволни. Јас соработував со Јасен долги години. Верувајте ми, флора и фауна која има таму е уникатна. Луѓето ми доаѓаат со книги за да им покажам која пеперутка, каде ја има, кое растение тука го има да го видат во живо. И сето тоа е нешто што го наплатувавме скапо, а задоволството беше големо. Значи може, ако се сака, да се направи тоа. На некој начин во сите тие здруженија, стопански комори, туристички агенции и сето тоа, мислам дека треба да се стави ред во смисла на тоа да туристичките понуди ги обработува некој и кажува дека тоа треба да се доработи, да се направи нешто што треба да биде потенцијал, да тоа биде представено на туристичките саеми, да Македонија даде таа слика што ја има како богатство кое е недоволно искористено. Да не кажам дека имаме тврдини, дека имаме манастири, цркви кои се на некој начин уникатни и сето тоа. Едноставно да туристот се најде во која бранша сака да биде. Да не кажам рурален туризам кој едноставно сега е во некој потенцијал да
туристот сака да дојде, да доживее, да направи сирење, да му возе крава, да му возе коза и сето тоа, да направи јогурт, да ужива дека да е дел од семејството. Токму така, да. Од друга страна имаме градови кои едноставно сами од себе на некој начин се одвиваат, како што е Кратово. Јас го кажувам често како пример. Едноставно благодарение на Стефче со неговата етно куќа тој заживеа како беше умрен град, едноставно почна да туристички заживува. А такви градови има многу. Имаме Штип, имаме Велес, имаме Охрид, имаме, да не набројувам, на места кои имаат своји уникатни предели кои треба на некој начин да бидат презентирани. Се согласувам. Координацијата помеѓу чинителите на туристичката понуда и тоа што ќе го прават, да речеме, властите, ај па и да се вратиме и малце поназад. Значи, на национално ниво агенцијата треба да ги слуша чинителите на туристичката понуда и да ги следи современите текови. Значи, што е атрактивно, каде, на кој саем да се промовираме. Ние сме мала држава, не можеме да се промовираме на 10 саеми за туризам. Може би можеме, меѓутоа да речеме во еден организиран начин со државите од соседството. Да речеме да правиме заедничка промоција на одредени саеми. Македонија, во зависност од тоа што е атрактивно во сето, треба да одлучи, значи носителите на одлуки во овие институции, заедно со чинителите на туристичката понуда, треба да седнат и да речат: оваа година ќе одиме на тие и тие саеми. Ќе го правиме тоа поради тоа и тоа. Имаме ваква понуда, тоа е атрактивно. Еве да речеме, само едно како интересна случка и еве и поздрав до организаторите на настаните. Охридскиот маратон има толку години искуство. Да. И ете, без, значи, не се едноставно паднате интересот за тој настан. А сега, од друга страна, не се сеќам како се викаше здруженијето, организира трка со суп, даски, околу Охридското езеро и привлече повеќе од 300 учесници на оваа трка. Значи, навистина, тој периодот од годината кога се случува оваа трка со овие суп, кој што е според мене еколошки, значи здрав живот се промовира, ги гледате сите овие прекрасни пејсажи, значи поминувате со вашиот суп. Токму тоа е тоа што му треба на, да речеме, тоа е моментално активност која што привлекува голем број туристи. И тие активности се менуваат. Некогаш бил маратонот, сега е ова. Не викам дека маратонот апсолутно треба да остане и треба да се промовира се повеќе и повеќе. Меѓутоа маратонот му фали едно представување на почетокот, како изгледало, кои луѓе учествувале, на каков начин тоа се одвивало, да се потсетат овие младиве луѓе или странците дека тоа навистина бил маратон кој представувал нешто во целиот свет. Огромно реноме во почетокот и тоа реноме, за жал, не сме успели да го задржиме, јас мислам. И тоа е настан кој што на еден начин ја проширувал сезоната во Охрид или кога ќе се помести на почетокот на летната сезона, ја почнувал малку порано. Значи, толкав силен импакт имал настанот. Сакам да кажам дека не застануваат тука работите. Со изведба на професионална велосипедска патека покрај Охридското езеро, вие можете да ги привлечете и светските трки кои што се одвиваат, како Giro d'Italia. Да. Еден дел од етапите на Giro d'Italia оваа година се возеа покрај Охридското езеро во Албанија, бидејќи имаат адаптирана велосипедска патека специјално за тоа. Сакам да кажам дека потенцијалот, како вие ќе испромовирате, колку е голем силен промотивниот моментум кога ќе видите вие дека чекајте, на ваква трка се вози покрај Охридското езеро во Македонија или се вози во Албанија. Значи,
треба да правиме работи и треба да работиме за промоција. Па ќе кажам и соработка. Дефинитивно соработката нас ни е болна точка, барем јас мислам, бидејќи едноставно сами не можеме ништо. Меѓутоа, ако сме солидарни, ако сме здружени, ако потпомогнеме сите во тоа да нешто биде изведено, еве тоа трка која била во Албанија, едноставно мислам дека не дојде на дугото на нашиот обичен граѓанин да свати дека тоа, да не кажам на туристичките работници кои можеби малце би можеле да размислат дека тоа треба да во една добра соработка го направат. Не спомнав дека ние имаме уникатна храна. Секој турист кој ќе дојде ни простува на нашата гостопримливост и храната што ќе ја прими. Едноставно сите негативности ги заборава. Начинот на манифестациите се нешто исто што се разбира од кога ќе се случи. Ние немаме увид во текот на годината колку манифестации имаме и кои манифестации може да привлечат странски туристи. Тоа би го оставил на, ете да речеме, со овие современи алатки кои што ги спомнав во претходниот коментар мој, за да знаеме ние што е атрактивно и што ќе привлече туристи, треба да имаме начин како ќе го броиме. Визуелно, да, ќе видиме. Овој настан привлече многу туристи, меѓутоа дајте да видиме дали се домашни туристи, дали е локално население, дали се странски туристи. Значи, кога би имале еден систем за броење на туристичката такса во реално време и нормално домакинствата и хотелите ги регистрираат како што треба гостите, ќе знаеме токму кој настан каков импакт има. И колкав број на ноќевања генерира, да речеме, фестивалот во Вевчани. Сакаме да знаеме каков е туристичкиот импакт на фестивалот во Вевчани. Сакаме да знаеме каков е за Галичка свадба туристичкиот импакт. На Галичка свадба и требаше години и години за да дојде на ниво да се чуе во странство дека таа се одвива. Да. Сега, и во зависност од настаните кои што ќе ги имаме во текот на една година, како што кажав, чинителите на туристичката понуда, заедно со агенцијата, заедно со, не би одел до ниво на градоначалниците, меѓутоа раководителите во оделенијата и секторите кои што се одговорни за развој на туризам во сите општини, треба да кажат, ние го имаме ова, на нас ни е во прилог да се промовираме на тој и тој саем. Може би некои од нив не ни знаат кои се саеми, кои што се, да речеме, атрактивни за содржините кои што ги има во таа општина. Меѓутоа, тука се здруженијата, има повеќе невладини организации, стопанските комори кои што можат со некакво знаење да помогнат на градоначалниците и да им кажат во која насока можат да ја промовираат нивната туристичка понуда и на кои саеми и како. Дефинитивно, мислам дека фали, пак ќе кажеме, една добра стратегија и соработка и да се знае кој што треба да направи, за да мрднеме малце од ова ниво. Кажи ми твоето искуство со странците и твојата работа што сега во моментов ја работиш, колку се на некој начин одраз на оваа ситуација? Па да речеме, после толку години работење како хотел менаџер, како неколку проекти за туризам во државата, како дел од тимот на град Скопје, дојдов до заклучок дека недостасува квалитетна понуда за тој што тој еко-одржлив туризам кој што постои во Македонија и соодветна промоција на турите кои што ги нудиме, кои што постојат. Дали биле тоа јавање коњи, дали биле тоа прошетки со кајаци по Матка, дали се најразлични тури по Охридското езеро, има недостаток на промоција на овие тури. Значи, туристот современиот, како што спомнавме на самиот почеток, многу ретко ќе дојде и да лежи само на плажа. Дефинитивно. Значи, дали ќе биде културен настан,
фестивал, посета на некаков концерт. Дали ќе биде некаков авантуристички пристап, да речеме активен, планинарење, рибарење, возење со кајак. Треба да му се каже што има во местото каде што тој доаѓа. Да знае што има на располагање. Дефинитивно, па да одлучи што би можело. Многу често во недостаток, тоа не го зборувам само за Македонија, дури и за земјите од соседството, самите хотели почнуваат да нудат содржини кои што се надвор од нивните ингеренции. Значи, јас ќе ви на самата интернет страна ставаат во близина на нашиот хотел можете да јавате коњи, можете да нуркате, можете да правите тоа и тоа. Значи, едноставно таа дупка која што недостасува, самите хотели нашле начин да почнат да ја пополнуваат. Разбирате, значи промоција на содржините кои што се атрактивни и актуелни. За жал, ние сме при крај на разговорот, брзо помина времето, барем мене. Имаме навистина проблеми во однос на тоа како се функционира и едноставно мислам дека соработката, пак ја напоменам, на сите сегменти од туризмот мора да почне. Мене ми е многу жал и едноставно не можам да сватам дека го загубивме сајмот за туризам. Целосно се согласувам, навистина е жално. Место каде би се собрале сите и каде би испаднале овие проблеми и начинот како да се реши. Така е, ете на тој саем паметам и многу убави години каде што навистина доаѓаа многу посетители и од странство. За жал, ете не се случува повеќе. Сега го имаме од тој во Белград каде што ете си го земаме некако како за свој, меѓутоа не е наш, значи ни треба наш да си организираме. Да, недостасува и ете сега се зборува со неколку невладени организации да се направи една поголема средба на која што ќе присуствуваат значи креаторите на политики во државава, кои што се однесуваат, имаат допирни точки со туризмот, чинителите на туристичката понуда и представниците на невладените организации. Со цел да може да се направи, да се видиш до кај сме со последната стратегија, која што за жал е завршена, беше со период 2016-2021. Треба да се ревидира, да се види што е направено. Во една ваква работилница со креаторите на политики, чинителите на понудата и невладиниот сектор и да речеме граѓани и експерти од областа на туризмот, треба да се седне и да се рече луѓе, ајде сега вака ќе ја тераме работата. Значи да се пресече што ќе се прави и покрај тоа што не е едноставно ова што го зборувам, значи ова бара фокус, бара малце поголем ангажман, убава организација и да се знае што ќе произлезе од тој настан и сите да се водиме по тоа како процедура која што понатаму ќе помага и при промоција на туристичката понуда на Македонија и значи подобрување на економската состојба за сите оние кои што едноставно вложиле во туризмот и во туристичките понуди. Ме радува за крај да кажам соработката, не соработката, него начинот на кој Министерството и туризам ги споија. Се уште нема резултати од сето тоа како ќе биде, меѓутоа мислам дека Македонија како земја која има многу култура, има многу можности да понуди, дека таа спојка култура и туризам е на соодветно место и дека може би од тука нешто ќе почне да се одвива малце поинаку. Се согласувам, Гордана Сала, значи точно така, значи нераздвоени се културата и туризмот. Без разлика дали станува збор за културен настан или посета на културен на локалитет кој што е од културно наследство. Во еден од вашите коментари претходно спомнавте дека не постои организација, да речеме Скопскиот аквадукт. Значи имаме такво убаво културно наследство што е во непосредна близина
на централното градско подрачје и тоа стои така. Дефинитивно. Треба, како ќе се навратам повторно, Што е најстрашно. Тој носителите на аквадукт одлуки. го имате во сите проспекти, во сите понуди, на сите веб страни, а е срамота да однесете човек таму. Токму така, ниту има санитарен чвор, ниту има негде како треба вода да се напиете во близина. Значи, целосно не разбирам. Немате ниту ни сувенир некај во близина. Патокас немате како да стигнете. Паркинг, пат, влегувате по еден тревник. Ѓубришта таму кој нема кој да ги чисти. Баш така. Ете, треба за ваквите активности, дури и би рекол и Скопското кале, ете сега има иницијативи кои што слушам дека ќе се среди, ќе се уреди Скопското кале и ги поздравувам сите тие иницијативи. Значи во секој ден на Скопското кале доаѓаат по околу 400 туристи. Секој ден. А еве да отидете горе ќе видите колку автобуси ќе застанат, колку туристи ќе излезат и каков е протокот на туристи на Скопското кале. За жал беше Таму нема водич. Прво. Водич ако си најде самата група или ако се договорат со некој од водичите кои што се на располагање. Доаѓање во кале без некој соодветен стручен водич кој го знае и точно го познава кале, да објасни од неговиот почеток до денешен ден како е тоа настанато, едноставно е несватливо по мене. Од друга страна, сите тие 400 што доаѓаат дневно, ние немаме повратна информација колку тоа го примиле и на каков начин. Токму така, треба и да се насочиме малку во таа насока, и сега спремаме, подготвуваме еден проект, неколку невладени организации, каде што ќе почнеме да направиме неколку анкети на туристи. Значи, треба да знаеме со мала анкета што им оставило највеќе впечаток на туристите, што би препорачале во иднина и да знаеме како да насочиме и ние во иднина промоцијата на одредени и да објекти од исправиме културна тоа што не го Токму доживеат како треба. За жал мора да привршиме. Јас мислам дека само начнавме некои теми, дека се тоа што го кажуваме и се тоа што иде во етер, дека некој ќе го чуе па ќе почне да размислува дека едноставно некои работи треба да се менуват и да се иде по некоја правилна насока. Верувам и јас дека ќе дојдат подобри времиња за туризмот и дека ќе И да се допреме прилагодиме на денешните услови на туризмот. Баш така. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше за денеска се. Јас се надевам дека подразмисливте или на некој начин свативте дека многу е потребно за да Македонија живее од туризам.